Заеднички проект помеѓу општина Штип од Република Македонија и Благоевград од соседна Република Бугарија. Младите од двете држави организираа изложба на рачно изработени предмети од глина, волна и други материјали кои се дел од традиционалните занаети. Изложбата се одржа во реконструираниот објект на Дом на млади во Штип. Денешната изложба е една од финалните активности да се виде на работилниците, конкретно младите луѓе што учествуваа во работилниците да се види што изработиле. Се работеше една работилница од 8 дена имаше во Штип, другата беше организирана во Благоевград, исто така 8 дена. Филтер станицата во село Трсино и довршување на патот Липец-Осојниц се приоритетните проекти на општина Виница за користење на средствата од програмата за рурален развој. Ова се само дел од одлуките кои на 25-та редовна седница ги донесоа советниците на општина Виница. Ставаме максимални 3 милиони денари, бидејќи со тендерирањето овие цени ќе паднат, така да можно е дури општината и да не учествува финансиски во реализација на овие два проекти. За третиот проект, енергетска ефикасност за поставување на сончеви колектори, ќе оди преку програмата на норвешката амбасада. Дел од најновиот оперативен план за активните програми и мерки за вработување во Република Македонија е и практиканството како подршка за вработување на евидентирани млади лица до 29 години, активни баратели на работа во Агенцијата за вработување. Јавниот оглас кој беше распишан на 3 март и ќе трае во текот на целата година, веќе предизвика интерес кај младите, но и кај работодавците. Да имаме поголеми апликации, бидејќи интересот е голем и доваѓаат само прашуваат во почетокот, но наредните денови доваѓаат и апликации поднесуваат. Имаме негде 10 лица веќе невработени, млади до 29 години кои пројавија интерес и поднесоа апликација до центрите за вработување. Имаме две фирми досега. Најчесто се од конфекцијските занимања, значи Штип е град на конфекција. Имаме и од областа на занечиството, така малите бизниси пред се заинтересирани, но во иднина ќе видиме. Значи огласот не е ограничен. Сдруженијето на просветни работници во Штип е во функција на сите кои се вклучени во воспитно-образовниот процес. Со реализацијата на повеќе активности им се помага на просветните работници во остварувањето на сите зацртани планови и програми. Сдруженијето објави литературен конкурс по повод одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Една од тие активности беше организирањето на саемот на образованието, манифестација која што ја започнавме во контекст на 5 октомври, Светскиот ден на учителот, манифестација која што има за цел да го покаже сето она што учителите, наставниците, професорите го имаат изработено во текот на една година. Инфобусот е единствената подвижна библиотека која повеќе од 13 години функционира во служба на жителите на руралните средини во општините Штип и Карбинци. На располагање на учениците во руралните средини се над 16.000 наслови на книги. Значи, од голема важност е ова, бидејќи децата за една книга не би отише до градот, така што ние функционираме во скроп на градската библиотека во Штип и на секое дете на рака се донесува книга.